Толкување за последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија побаравме од Симонида Кацарска, директорка на Институтот за европска политика Скопје, која за Агенда 35 сподели детали и од најновата компаративна анализа за тоа како балканските земји напредуваат на патот кон Европската унија. Во анализата на извештајот за напредокот на Македонија кон Европската унија се осврнавте особено на делот на правосудството, каде што се констатира дека нема напредок. Зошто овој дел е од толку голема важност? И самата Европска комисија всушност најмногу внимание во својот извештај посветува на правосудството како дел од поглавието 23. Ова поглаве заедно со поглавието 24 уште во 2011 година, кога Црна Гора започна да преговара, беше вклучено како основа на преговорите. Тоа во нашиот случај со новата методологија е дел од кластерот темели, односно fundamentals, кој што е основата на целокупниот преговарачки процес. Меѓутоа, тоа е клучно и поради дискусиите, поради значењето на владењето на правото во контекст на пристапниот процес. Ова поглавие е поглавието за кое што ќе нашата држава треба да испорача патоказ за владењето на правото, ќе биде специфично дополнително предмет на преговорите преку она што се нарекуваат интерим одредници, односно одредници на пола пат од преговорите, и ќе остане отворено до крајот на преговорите. Всушност, од македонска страна, ова поглавие е поглавието кој во 2005 година, заедно со Охридскиот рамковен договор, и го обезбеди на Македонија во тоа време кандидатскиот статус, затоа што измените во контекст на правосудството, односно и уставните измени кои што ги донесовме за правосудните реформи, кои што Европската комисија ги ценеше како најдобра пракса од претходното пристапување, беа донесени во 2005 година и беа услов за нашиот кандидатски статус. Во тој контекст не изненадува дека Европската комисија го гледа ова поглавие всушност како основата на преговорите, особено бидејќи тоа не е изолирано поглавие. Правосудството е основа да можете да осигурате владење на правото, владење на правото на Европската унија во сите останати 33 поглавија, бидејќи каде и да имате проблем во сите останати области, на крајот ќе се прекрши, односно ќе биде одговорност на судиите и на правосудството да го реши тој проблем, и имајќи на ум дека нашите судии, од аспект на она што го гледа Европската унија, ќе бидат утре судии кои што ќе го применуваат европското право, ќе судат и на нивни граѓани на сите држави членки, поради што и не изненадува дека фокусот е таму. Општата констатација е дека овој извештај е полош од претходниот. Како е можно ова да се случува, особено ако се знае дека преговорите преку процесот на скрининг веќе се започнати? Нели е ова малку апсурдно? Видете, минатата година беше тешка година политички, тешка година и на реформски план. Ова влада се бори со не толку значајно мнозинство во парламентот, за да можете да донесете одредени закони, и фокусот несомнено беше ставен на уставните измени. Кога го имате тој фокус, тие несомнено се важни за да можеме да ги продолжиме преговорите, постои впечаток дека тој ги истица на некој начин, го одзема вниманието од другите области, или пак немаше доволен фокус во останатите области. Како и да е, јасно е дека во контекстот на правосудството и борбата против корупцијата имаме, комисијата утврдува недостаток на прогрес, и ова е нешто што треба да не замисли за следната година, за да можеме да влијаеме, за да можеме да креираме поголем притисок од онаму, барем каде што ние сме, да државата се бави повеќе со овие области каде што немаме напредок. Меѓутоа, навраќајќи се на вашето прашање, не се тука само правосудството и корупцијата и борбата против корупцијата. Веројатно, оно на што би требало да се стави особен фокус се и поглавите кои што се поврзани со внатрешниот пазар. Бидејќи оно што е ново оваа година од пакетот за проширување е планот за раст, во кој всушност преку кој Комисијата и Европската унија нудат одредено зголемување на средствата преку инструментот за предпристапна помош, меѓутоа и други инструменти кои што ќе зависат од тоа колку сте вие способни да ги носите со обврските од членството и од напредокот кој што го имате. Очигледно е дека самиот скрининг како таков се уште не го дал потребниот импулс. Навраќајќи се на вашето директно прашање зошто после скринингот, ова беше година во која се проценуваше законодавството, меѓутоа се уште чекаме да ги видиме
големите документи на владата, како што се патоказите за владење на правото и слично, кои што ги најави министерот Османи дека се веќе побарани преку писмо од Советот. И она што можеме да очекуваме, да се надеваме е дека преку тие патокази ќе се влијае на промена на состојбата во текот на следната година. Дел од обидите да се оправда негативниот тон кој што го има извештајот е дека дел од ЕУ експертите и институциите кои што работеле на овој извештај не ги добиле сите потребни информации. Со оглед на тоа дека вие сте институција која што работи на голем број извештаи, според ваше мислење, можно ли е да се случуваат вакви работи и дали тоа реално влијае на тонот кој што го има овој извештај? Видете, тука мислам дека не би можеле ние да коментираме специфично во однос на области во кои што владата, односно институциите сметаат дека не биле земени предвид. Овој извештај се подготвува по стандардна процедура секоја година и се подготвува со инпут и од државата, се во голема мера имаат улога и нашата мисија во Брисел, делегацијата тука на ЕУ и постои комуникација зад него. Верувам дека доколку нешто не било земено предвид, веројатно е добро за нас ако постои напредок во одредени области и ќе постои начин на кој што истиот може да се рефлектира преку преговорите, меѓутоа мислам дека е надвор од нашиот капацитет и знаење за да можеме да ги комуницираме. Она што знаеме е дека процедурата за овој извештај е иста за сите 9, односно 10 држави. И ние не сме прв пат во овој процес, ние имаме ваков извештај 18 години, но повторно ќе речам, не мислам дека самата проценка во извештајот е круцијална доколку постоело некаде прашања кои не се земени предвид. Со оглед на тоа дека извештајот стана дел од политичката реторика во изминатите денови, во изминатиот период, како овој извештај всушност ќе влијае на политичката сцена во нашата земја, особено во ова предизборие? Како што споменав во претходниот одговор, не е прв пат да имаме извештај на Европската комисија за државата. Некои доаѓале во предизборни периоди, некои не доаѓале во предизборни периоди. Честопати сме имале дискусии дали ова најлошиот, најдобриот и така натаму. Меѓутоа, несомнено мислам дека за нас како општество е многу поважно да го гледаме извештајот како патоказ за реформите, отколку да биде предмет само на чисто политичка дискусија и проценка, бидејќи од ова второто многу корист општеството всушност и нема. Несомнено ќе влијае кај дел од јавноста, меѓутоа не мислам дека ќе биде пресуден, веројатно ако веќе гледаме во предизборни калкулации за гласовите на граѓаните. Меѓутоа, јасно е дека во одреден начин ова прашање, мислам дека би требали партиите да се замислат дали како клучната стратешка цел на државата, како клучната стратешка цел која се уште е многу поддржана од граѓаните, дали токму тоа треба да биде основата на политичката борба. Мислам дека како општество и како држава многу покорисно би било доколку се изгради тој неопходен консензус околу ова прашање за да не биде предмет на политичка борба кој е повеќе европеец, меѓутоа не знам дали ќе успееме во тоа. Она што ние сакавме да го споделивме со нашата анализа и сакавме да го потенцираме е дека да, во изминатата година имаме нешто послаб напредок, меѓутоа нашата подготвеност генерално за да ги превземеме врските за членство се уште стои доста подобро од останатите земји за кои што се објавија извештаите. Тоа е резултат не на само на оваа влада, не само на претходната, туку на целокупните 22 години од договорот на стабилизација и асоциација, значи секој придонал тука. Меѓутоа таму се всушност основните реформи. Не е прашањето на политичкиот тон и зборовите кои што се користат во овие 2 недели и дебатата околу него, најважниот елемент на извештајот. Во моментот подготвувате една компаративна анализа за тоа каков е напредокот на сите земји кои што се во процес на пристапување кон Европската унија, како стои Македонија во поглед на останатите земји? Ние подготвуваме во моментот анализа која што ја споредува подготвеноста да се превземат обврските од членство, односно на генерална оценка каде стојат сите држави наспроти европското законодавство и анализа во однос на напредокот во минатата година. Тоа се две различни прашања, тоа се две различни оценки кои што ги дава комисијата.
Состојбата во овие две области е спротивна сама по себе, односно во однос на самата подготвеност, напоменав, ние се уште стоиме на врвот заедно со Црна Гора, нешто малку пред нас, меѓутоа имајте предвид дека таа ги има отворено сите поглавја, и Србија како земји кои што доста долго преговараат. И тоа е аргументот за кој ние се држиме како држава многу долго, кој што би требал да ни даде предност во преговорите, во суштинските преговори. Од друга страна, напредокот во изминатата година, ако го погледнеме, тука стоиме слабо. Тука предничат всушност во однос на напредокот и оценката на она што го гледала комисијата дека се случило во минатата година, всушност предничат многу повеќе Украина и Молдавија, кои не треба да ги заборавиме, бидејќи веќе таа анализа мора да ги опфаќа сите земји. Таму се гледа многу повеќе ентузијазам, се гледа многу повеќе политичка волја, подготвеност и веројатно има некои елементи кои би требале да ги научиме во контекстот на комуникацијата со Европа, кои ние, за жал, поради овој доста долг процес, веројатно некаде по патот или сме ги загубиле или треба повторно да ги пронајдеме. Во изминатиот период сме сведоци на се почесто спомнување на брза трака за пристап кон Европската Унија, подигање на темата на проширување на Европската Унија и на ниво на европски рамки. Дали се тоа креира едни нереални очекувања и во нашата земја за тоа дека пристапувањето и членството во Европската Унија реално може да се случи во брзо време? За брза трака, мислам дека говориме пред се ние дома. На ниво на ЕУ се говори за 2030 година како потенцијална цел, во која дел од земјите членки, како што е, например, Германија до одредена мера, ценат дека треба Унијата да биде подготвена да земе нови, да прими нови членови. Меѓутоа, ова прашањето кој што мноштво и во ЕУ и кај нас го имаат, е колку ние ќе можеме да испорачаме во таков временски теснец, иако ако погледнеме од проширувањето 2004-2007, тоа е токму периодот во кој што тие држави испорачале од многу полоши услови како што започнале до проценката дека може да станат држави членки. Ништо не е невозможно. Меѓутоа, мислам дека нашата внатрешна битка во оваа дискусија е всушност токму да обезбедиме квалитетни реформи на краток рок, имајќи предвид дека постои геополитичка отвореност за проширувањето, меѓутоа да не го занемариме моментот дека ние, доколку не направиме суштествени реформи дома, дури и ако не говориме за членство од втор ред, може самите себе си да се поставиме како членка од втор ред, ако не ги завршиме реформите во рамки на самата држава. Така да тој баланс, мислам дека мораме да го имаме и сами да се креираме притисок, дека одредени прашања мора да бидат решени брзо, меѓутоа да бидат решени и квалитетно наспроти само брзината. Тоа е ризикот кој што дел од нас го гледаат оваа дебата, тоа беше вториот дел на прашањето. Има подигнати очекувања, има и дискусија многу поголема дискусија во Европската Унија, ние како институција сведочиме, учествуваме со нашите партнери од државите членки, меѓутоа се уште постојат секако како што е очекувано различни струи помеѓу 27 држави членки, но тоа веројатно ни прави нам уште повеќе притисок како држава и чинители да учествуваме на тие дискусии колку може повеќе да го градиме својот случај.